Тутунарите и откупувачите вчера се договорија, но довербата не ја постигнаа. Денеска во неколку општини од државата тутунарите излегува на двочасовен протест и блокади, бидејќи не веруваат дека договореното и навистина ќе се реализира. Нема никакви гаранции дека договорот на терен ќе опстои од денеска до крај на реколта. Кои се гаранциите? Кој ќе ни гарантира? Еве денеска исто се цени. Кај се тие гаранции? Еве денеска некој комбинат ига топлан, некој дава, некој не дава, во една општина комбинатот дава, во друга не дава, во едно село дава и тие паси калкулираат некој си просек. И пак тие си калкулираат некој просек, ме разбирате? Значи, треба да оди откупот во сите градишта, од сите предпријатија, секаде исто. Тогаш нема да има револт, иначе како? Недовербата на тутунарите ја потикнаа неколку откупувачи кои само 48 часа по договорот со нив, премиерот Заев и министерот Хоџа, кажаното го погазија. Петок ние се договоривме начелно за тоа како треба да се одвива линијата. За жал, тоа што и јас јавно го кажав, во понеделник не беше испочитувано од поголемите откупни фирми и нормално дека револтот кај производителите на тутунот прерасна и беше поголем. Тутунарите бараат реална проценка, одбитоците да не се поголеми од 5%, да се откупи целиот тутун, а вишокот да се откупува согласно квалитетот, а не исклучително во трета и четврта класа. Проблемов е решлив. 10 компании се во попрашање, 10 газди гиганти. Да ги седни на маса да дадат гаранции дека ќе ја платат реколтата како што треба на ланското ниво и преходната година. Ништо повеќе од тоа. Значи проблем е некои дури што пресметувале, не, јас не сум стручнак, проблемот се 3-4 милиони евра. Ако се фрлат 4 милиони евра во државата, владата ги има тие механизми, пред неколку дена си поделија партиите 3,5 милиони евра. Вчера некој објави дека во село во Зајас за огрев се дани 7 милиони евра. Париве, во Рачиново пола милион за ковидкица. Париве милиони летат низ државата, само за најбедната класа нема пари. Доколку решение за барањето на тутунарите не се најде, тие се категорични. Блокадите и протестите ќе ги радикализираат. Значи, ако е потребно, до идната нова година ќе блокираме цела држава. Има свето да се чуди со блокади, цела година работиме. За 20 до 30 минути некој на кантар по наредба треба да не изгори, да не одери кожинката и да си одиме дома со по 100 денари за кило тутун. Паралелно со протестите се одвива и откупот на тутунот. Министерството за земјоделство повика на воздржаност и почитување на договорот, а нова средба со тутунарите и откупувачите закажа за петок, за да биде направен пресек на количината на откупен тутун за оваа недела. Постигнатите бројки ќе бидат основа за разговор и анализа.